снага стројна, очи со светлина и жар полни. Пријател, син и учител на македонскиот народ. Храбар херој с умна глава, со големи херојски подвизи и дела. Драги родители, тој е Гоце Делчев, патронат на нашето училиште, во чија чест денеска ние учениците заедно со наставничката за вас ја подготвивме оваа приредба, со која сакаме свечено да ја одбележиме 99 годишнината од смртта на најдобриот, најхрабриот, најумниот човек која будеше свеста кај нашите предци, за да го имаме она што го имаме сега. Слобода, имаме и чест. Гоце Делчев, неговото име никогаш нема да се заборави. За жал, пред точно 99 години, на 4 мај, во таа црна баница, предаден од шпиуни клети, падна во канџите на турскиот тиран. Од измислено ги уништи градината, добрината и надежта кои Гоце ги поседуваше. Што се случи тогаш, ќе слушнете во песничката, што сега ќе ја спееме. Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во сиромашното семејство на Никола и Султана. Живееше само 31 година и загина во светот на младоста, во времето кога му беше најпотребен на македонскиот народ, непосредно пред Илинтенското востание. На неговото дело има огромно значење во борба за национално ослободување на македонците. За него се напишани безброј стихотворби, а дел од нив ќе изрецитираат Елена, Никола, Мендо и Дичко. Песна за Гоце, со юначко срце против тираните стана за татковина наша победа, дружина здраве. Чуден човек беше за турците злобни, пред очите нивни пренесуваше бомби. Учителе Гоце, убавино силна, во нашите срца пееме песна милна. Учител Гоце, часови држал и насекаде тој отворено кружил. Од никого не се плашил ни од турски паши, смело ги организирал македонците наши. Начело на борбата Гоце застанал прв, а храброста негова била висока како највисок врв. Гоце Делчев се бори за слобода народ свој, не го жалео животот. Изнасал тој јунак свој во борба, го водел народот свој. Песна за Гоце Делчев. Гоце Делчев, юнак беше тој, се бареше со својата чета, одеше во бој. Црвено знаме развеано во рака, се бореше со тиранот без никаква мака. Херојски загина тој за народот свој, денес се побави дните, затоа го славиме сите. Гоце бил многу умен, учен и храбар. Не се плашел од ништо. Се спротиставувал секаде каде што имало неправда.
Не можел да отрпи турското робство, а бидејќи светот го разбирал единствено како поле за културно надпреварување меѓу народите, тој се школувал така покрај храброста што ја покажувал во битките со турскиот аскер. Тој покажувал и неизмерена мудрост и знаење и во пребелните битки, значење за подигање на свеста кај македонскиот народ. Многу сакал да учи и затоа се запишал во воено училиште во Софија. За тој дел од неговиот живот подготвивме драматизација. Мајко, јас сум спремен, ќе одам. Чедо мој, остани со мене. Јас сум стара, требаш. Знам, мајко, но спремам на мојот измачен и поробен народ. Многу се синку, ти ќе отидеш во Софија. Ќе учиш во воено училиште. Ќе учам, мајко, и ќе научам каква се борам за да слободам Македонија од претите турци. Оди чедо кога си решил, среќата нека со тебе и Господ нека те чува од зло. Поголемо зло од робството нема, мајко. Ех, другари мои, веќе 2 години сме во воено училиште. Да, никогаш не сме се разделили. Утре биде фајда покојна во воено време. Многу би сакал, но имам поважна работа. Треба да одам на еден састанок. Добре, дојде брату Гоце. Добре те најди. Треба да се објави некој вестник што ги очитаат македонците и ќе буди свеста како робените браќа. Да, има право Гоце, но може би не знаеш, треба циганските комшевани, кои трябва на пункто да бъде 3 година автор на први стари на население на борба на македонците за освободување од пресните турци. Тој комитет се вика настојаш револуционери македонските нација. Вистина ли е? Да, ја Ѓорđe Петров го тврдам тоа. Тогаш тоа е прекрасно, zato успееме и ние во Македонија да ослободиме. А ја се надијам. Браво, Гоце. Браво, еве сте браво. Мислите да се назад во Македонија. Едва и чекам да си одам одовде. Може би таа шефа ќе се оствари многу порано како што си мислиш. Зошто? Ние војници во тоа училиште што треба да завршиме годинава, подоцна ќе се биле предведени во офицери. Да, за да се заштеда пари, како министерот да нема пари, колку бъде ред ние да завршеме. Да. Многу војници не се незадоволени. Да и ние сме нели? Некои други ми пишуваат анонимисни и невредливи писма до министерот. Против доаѓа началникот. Сите во големата сала. Дали сите војници се присутни? Да, господине началник. Меѓу нас има некои што упишуваат анонимни и невредливи писма до министер. Имате рок од 1 минута да се јават овие кои ги напишале писма. Ако не се јават доброволно, власта ги знае кои се и бидат испуштени од училиштето. Запишување на анонимни и невредливи писма. Правото на војното училиште ги исклучува Митко Павлов, Нада Церева, Никола Јованов. Тоа не е правилно. Такво нешто нема во ниедна земја. Заедно со исклучените заради искажани идеи за слободна Македонија се исклучува и Георги Делчев. Што ќе прави сега, Гоце? Ја напуштам погаѓање, да се вратам во Македонија, да се борам против претите турци, за слободата и честа на македонскиот народ. Се наоѓаме на средината на
убавото годишно време. Затоа решивме со една песничка да се подсетиме на сите убавини што ни ги носи пролетта. Радуйте се, дечиња, на новите цветчиња, пролетни ласта отиде дедо мраз. Пролетни ласта отиде дедо мраз. Сегде свети, черлички збират мед, весели се зелен листи, жугори потопчи. Весели се зелен листи, жугори потопчи. Ајде дружно, дечиња, да збираме цветчиња, нека екне весел глас и отиде дедо мраз. Нека екне весел глас и отиде дедо мраз. Гоце Делчев беше наискрениот идеолог, организатор, предводник на македонското национално ослободително движење. Тоа е најзначајната личност од нашата историја. Тој представува символ на македонскиот патриотизам и борба за слобода и независност. Уште неколку убави стихотворби за него ги рецитираат Филип, Мартина, Билјана и Христина. Гоце Делчев, една мисла во нашите срца, една мисла во нашите... За Гоце Делчев, една мисла во нашите глави, една мисла во нашите срца, една солза во нашите очи и така што се точи. Со непријатело се борел за да ја спаси татковината, но за него кратка беше светлината. Гоце Војвода се бореше храбро се до една пролетна вечер, кој зверски беше погоден до неговото големо срце. Гоце Јунак, Гоце Војвода, славен учител, животот свој го даде за нашата Македонија. Сега ние слободно живееме, неговото име го пееме. Беше расијаден јунак, него го сакаше да се с безброј тешки борби мина. За него знае старина, за него знае село и град. Гоце Делчев. Денес се облак заведе на таа Македонија. 300 ми пушки пукнале, 300 јунаци паднале. Прва ми пушка пукнала Делчево грани во срцето, тој која падна прозбори. Дружино веднаш говорна, кој ќе вие минете на таа града пушка. Мајка ми ќе ве распрете и за мене ќе запраша. Каде е син ми Делчев? А вие ќе кажете, син ти се мајко ожени за таа Македонија.
Иванна. А сега продолжуваме со стикот творби. Роберт, Мирјана и Кристина. Татковина моја света, во срцето моје те носам. Татковина моја мила, ти ми даваш радост и сила. Тебе те чуваме, никому не те подаруваме. Диве челов сино, небо ти не краси земја мила. Татковина, колку звезди на небото, среденоста светат, колку цвеќе во градина, во пролетта што цветат, колку зрачи шонско праќа со насмевка своја, толку многу јас те сакам, татковино моја. Македонија, реко моја ширна широка, песна моја вишно висока. Сите цветови си собрала, љубов наша ти си набрала. Еј, Македонија, мој роден крај, те носиме во срца, а најубава си знак. Време згасна. Предан е од клети шпиуни. Гоце падна убиен на 4 мај 1903 година. Тајбаница село, во неравна борба. Турскиот аскер. Неговата смрт болно одрекна кај народот. Тој паѓа има под смртниот скрч мисли на двете мајки. Истинската таа што го родила и другата, Македонија, што го направила голем, на која тој никогаш нема да умре. наше училиште. Ќе го носим името на големиот македонски син Гоце Делчев. Имаме посебна чест и задоволство да се гордееме што сме слободни на Гоцевото дело и со задоволство да твориме и живееме во слободна Македонија, на која Гоце го даде животот. Драги родители, во името на моите другарчиња од училиштево и во името на нашата наставничка, благодариме што присуствувавте на нашата приредба.
А за крај слушнете го рециталот што го подготвихме за вас. А во чест на патронатот на нашето училиште од Сидилче. Роди Машко Чеdo, па во крсти Ѓорги, силен да е, личен да е, учен да ми стане. Учен да ми станеш, сине, јунак ти да бидеш. Се родил во турското доба кога народот бил мачен и страден. Немајќи ги своите права, секогаш починети гладен. А кога израсна во човек со снага стројна. Очи со светлина, исполнети очи во кој жар гореше. На народот пријател син и учител беше. Сите го сакаа. Сите го слушаат. Сите го разбира. Се борел го, се свело, го повел народот свој. Против турчинов клет, големо е неговото дело. Но се што е добро кратко трае. На 4 мај 1903 година Баните село во неравен бој. Загина Гоце за народот свој. Врела крв земјата ја покри. Жарот што гореше згасна. Светлината во очите се изгуби. Заплака Македонија цела за војводата смрт. За хероја со лупна глава. Со херојски подвизи големи дела. Македонија заплака. Но името негово никогаш не се заборава. името кое значи правдина, добрина, надеж. Извори кој никогаш нема да пресуши. Цвет кој никогаш нема да овене. Весата која секогаш ќе блиска во нашите срца. Искра која никогаш нема да згасне. А ние сме Божи за почетно мудрост разумна предодно текст. За надпревар поле ја светово гледам, а не за војни за робства и беда. Живее во нас неговиот лик. Со гордост го славиме и никогаш нема да го заборавиме. Ја остави Гоце слободата од светот. И со високо крената глава чекори напред биди горда Македонија. Затоа што прекрасната земја милува. Шир целиот убав крај. Те сакам вечна си, лична си како мај. I haven't felt it a bit. Been inside with the air conditioner blasting all day long. Oh, is that right? That's right. Did you break for lunch or nothing? I'm by myself today, ate my lunch out of the microwave. Jesus H. Christ, Pete. When you gonna learn that microwave food will kill you faster than a bullet? Some of them damn burritos ain't good for nothing but a hippie when he's high on weed. Pull me down a bottle of that Jack, will you?